Задоволство ми е што денеска заедно со генералите од Генералштаб, од Командата за операции, со аташето на Соединетите Американски држави, што можеме повторно да го посетиме Криволак во пресред на 2022 година, која што ќе биде многу амбициозна година од аспект на изведување на домашни, но и на меѓународни вежби. Имавте прилика со нас да се возите по патот кој што го изградија армиските инженерци и да видите дека навистина во помалку од една година успеаат целосно да го трансформираат армискиот полигон. Само во последниве 10 месеци успеаат да изградат, да пробијат и да изградат 33 километри пат, кој што одолеа и на дождот, и на снегот, и на екстремните температури, и кој што ни овозможи да ги поврземе различните делови на полигонот и да ги зголемиме капацитетите и атрактивноста на воениот полигон. Дополнително во оваа година инвестиравме во подобрување на севкупните услови за сместување и вежбање на армискиот полигон и со тоа Криволак прераснува не само во домашен, туку пред се во НАТО капацитет, кој што има амбицијата да биде навистина најдобар во Европа. И тоа го говориме и ние, но тоа го говорат и нашите сојузници. Инвестираме во подобри услови за сместување, инвестиравме во пречистителна станица и целосно нови санитетски јазли, меѓутоа исто така и во инфраструктура која што ќе ги поврзе различните делови на армискиот полигон. Овие инвестиции се покажа колку се исплатливи. Прво, тие беа одлична шанса на нашите инженерци да научат и да докажат колку вредат. Во соработка со своите колеги од американската армија, дополнително инвестиравме во полигони за различни типови на обука и тие беа користени досега, но ќе бидат користени и во текот на 2022 година. Сакам да ви информирам дека во 2022 година Северна Македонија ќе биде и полигонот Криволак, ќе бидат местото каде што ќе се одржува досега повторно најголема воена вежба Swift Response 22, која што за прв пат ќе има и сериозни воздухопловни елементи. На вежбата очекуваме учество на помеѓу 3.500 до 4.000 војници и офицери од, се разбира, армијата на Република Северна Македонија, но и вооружените сили на Соединетите Американски држави, на Обединетото кралство, Франција, Италија, Црнагора и Албанија, а од нив над 1000 падобранци ќе учествуваат во така наречениот воздушен десант. Тоа значи дека за прв пат ќе имаме комбинација на воздухопловни елементи, значи голем број на авиони и хеликоптери кои што ќе учествуваат во вежбата, но се разбира и дел на вежбите кои што ќе бидат на копно. Тоа ќе биде дополнителен тест и за нашите логистички капацитети. Тоа ќе биде шанса и за домашните логистички компании, кои што се надеваме дека ќе учествуваат во некои од повиците кои веќе ги стартувавме и ќе покажат дека Северна Македонија од моментот на своето членство не чека, туку дава дополнителни капацитети и покажува конкретни резултати. Сакам навистина да се заблагодарам на особено на Командата за операции, но и на инженерискиот батальон за огромната работа која што беше сработена на Криволак, да се заблагодарам на представниците на Соединетите Американски држави кои даваа многу сериозна поддршка за оваа наша амбициозна визија за Криволак и се разбира да најавам дека во текот на 2022 токму во Криволак очекуваме 7 домашни и меѓународни вежби кои што тука во центарот на државата ќе донесат негдека над 5000 припадници на сојузничките вооружени сили. Тоа се беше возможно заради огромната работа која што секојдневно ја вршеа и инженерците, меѓутоа се разбира и другите делови на армијата. И навистина денеска ми е задоволство што можеме да видиме со своји очи дека тој труд има резултат и дека тој резултат ќе ја представи државата во најдобро светло. Hi, my name is Colonel Pete Rowell. I'm the U.S. Defense Attaché here in North Macedonia. I'm not going to try to converse with you in Macedonian because it would be really, really bad. So I'm just going to read my remarks in English. Minister, thank you for the invitation. I appreciate generals. Thank you also for attending
Thank you for the good weather. I guess that you're responsible for that, so really appreciate that. It's great to be with you here today at Krivolac. I appreciate the opportunity to tour the training area and to see what great progress has been made towards the vision of making Krivolac the best training area in NATO. I am proud that we've been able to collaborate on and develop projects that tap into the facility's full potential. Krivolac has hosted, as the minister said, incredible training events and exercises over the years, including Decisive Strike 19 and 21 and Trojan Footprint South. These events are a testament to the unparalleled capacity and capability of the training area to host complex, realistic combat training and North Macedonia's willingness to contribute to the alliance's readiness. Watching the AC-130 gunship fire its full complement of weapons here during Trojan Footprint last spring was truly a sight to see. We will see another demonstration of Krivolac's unique capabilities when North Macedonia hosts over 4,000 soldiers from 7 different NATO countries during Swift Response 22, as the minister mentioned. Our cooperation in the development of Krivolac is one of the best demonstrations of the deep and fruitful defense fleet relationships between our two countries, and I know it will continue to grow in the future. Thank you.